почитувани медиуми, почитувани граѓани, дозволете пред се, еве и од ова место, да го честитам големиот празник денешен, 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола, 78 години од победата над фашизмот во Битола. Знаете, Битола овие денови живее празнично, со многу манифестации, со многу приредби, со многу празнувања. Денес имав средба и со борците на самиот почеток на денот. Прославата е неколку дневна и во склоп на тоа, меѓутоа активностите на терен си продолжуваат. Денес имаме чест и задоволство, еве баш на овој ден да не посети председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, заедно да бидеме на увид на активностите кои се спроведуваат и кои ги работиме во Битола. Да кажам дека се наоѓаме на потегот на село Брусник, улица која делот потек кој многу значи за граѓаните на ова село, атрактивна локација, туристичка локација која очекувам годините кои следат да заживее онака како што треба. Ова е еден дел од проектот од 23 улици кој го ветивме, 19-та улица во должина вкупна од километри 400 метри, се работат сега првите 600-700 метри на потегот, направена е примерна канализациона мрежа и мислам дека градот и граѓаните, жителите на Брусник ќе бидат задоволни со она што го правиме, добиат конечно после толку години пат реконструиран кој едноставно ќе не спои многу побрзо. Продолжуваме иначе со активностите кои ги имаме, се надевам дека времето ако послужи, еве овие 2-3 неколку дена ќе следи асфалтирање на останатите улици, така да проектот 23 улици ќе го завршиме. За нашите активности зборува и самиот факт што негде преку 70% од буџетот наменет за капитални инвестиции ќе биде реализиран, што никогаш до сега во историјата на Битола не било направено. Се работи интензивно од самиот почеток на мандатот кој го добивме и мислам дека граѓаните може да осетат едно придвижување на поинаква слика, едни промени кои се надевам дека на добровит на сите ќе се. Ги поканувам и сите граѓани вечер заедно да празнуваме во 19 часот во салата на Битолскиот театар, Народен театар, и да ја заокружиме така да ги доделиме признанијата, да го прогласиме лауреатот, вашиот колега новинар Петар Ставрев, и да ја завршиме вака свечено, велам, ова предава. Меѓутоа, активностите од утре си продолжуваат. Во тек се, да најавам за идната година, сите плански документации ги средуваме за влезот од Битола, од прилеп болната точка на град Битола. Овај дел овде на потегот према Охрид, гледате, веќе се реализира до мостот. Спремна е девијацијата на мостот, која моравме да ја завршиме како би се овозможил пристап додека се реконструира мостот. Знаете, тоа е со средство од ТАФ предвидено да се доврши. Планската уште на работа не само што ги реализираме проектите кои се во тек. За идната година веќе за сега имаме 65 нови проекти кои се пред дозвола за градба, така да идната година ќе биде уште пожестоко. Ви благодарам.